Додека ВМРО-ДПМН предлага продолжување на важноста на пасошите со Република Македонија до крајот на годинава, а владеачкото мнозинство засега вели дека тоа не е решение, председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски предлага барем да може да се гласа со старите пасоши на кои што се уште не има истечена важноста. Старите лични карти се уште важат, но пасошите на кои пишува Република Македонија престанаа да важат на 13 февруари, 5 години по подпишувањето на Преспанскиот договор. За да им се излезе во пресред на граѓаните на кои личните карти им истекле, а не извадиле нови, Даштевски предлага на овие избори да може да се гласа и со старите пасоши. Предлагаме пасошите на кои пишува Република Македонија, ако се важечки, да важат за гласање. Во диаспората, во Македонија секаде? Да важат само за гласање и тоа да се стави во изборниот закон и како преводна одредба која ќе важи само за овие избори. И тоа мислам дека нема тоа поидеално решение. Значи веќе го сменивме законот за лични карти и личните карти важат. Знаеме дека многу луѓе немаат ни лични карти, па еве ако важат пасошите, еден од тие документи ќе имаат важечки. Само за гласање. Само за гласање и тоа ќе во обуките ќе се пренесе на избирачките одбори и они ќе ги прифаќаат. Тие бидејќи се тоа реално важечки документи кои се издавани од нашите надлежни со рок на органи. трајање. За да се надмине хаосот со издавање пасоши, опозицијската ВМРО-ДПМН предлага донесување на закон со кој ќе се продолжи важноста на пасошите до крајот на годинава. Неофицијално законот би можел да се најде пред пратениците веќе наредната недела. Сепак, власта вели дека тоа нема да го реши проблемот, зашто може да се доведеме во ситуација пасошите да важат само дома, а другите држави да не ги признаваат. Според нив, решението е во забрзување на издавањето на нови документи. На вас ви треба патна исправа за патување во странство за во странство, а не за дома. И затоа, ако успеат да обезбедат владата, представниците, согласност од земјите членки на Европска Унија, од другата подписничка страна, тогаш може да се разговара и за тоа. Меѓутоа, ја до сега не слушнав изјава од ниту една институција во Европската Унија, од ниту една институција во Грција, кои што се подготвени да го анулираат договорот во делот на важењето на патните исправи. Според Преспанскиот договор од 13 февруари требаше да престанат да важат сите документи без Република Северна Македонија, а кои може да се користат надвор од државата. Сепак, старите лични карти со Република Македонија се уште важат. Собранието на 12 февруари изгласа продолжување на старите возачки дозволи до крајот на годинава. Старите пасоши веќе не важат без оглед што рокот на важност се уште не им е истечен.